Почитувани пријатели, како и во секоја емисија, вие знаете дека во будењето со Јулија се поклонуваат убави книги. И нормално и оваа вечер ќе поклониме убави книги, овдека се значи изданијата на нашата прекрасна Вики Сековска, Срна и Елен, потоа Јас постојам, како и стихозбирката Македонија, кои што вечерва ќе отидат во рацете на некој наш вистински и верен гледач. Исто така, Вистината за вечноста, која што беше една од најбараните книги на Ниче Димовски, исто така ќе отиде во рацете на некој гледач, и стрипот Александар Македонски. Вечерва имаме многу книги. Ова е значи исто така поздрав од нашиот Ниче Димовски, кој што несебично ги подарува своите книги. Драга Вики, еве навистина времето просто ни лета во мојата емисија, секогаш времето е кратко, бидејќи имаме што да си кажеме. И еве сега вака малку би сакала, бидејќи Ацо ни е тука вечерва, кој што многу убаво те прати додека ти читаш. Ацо, навистина е задоволство кога те слуша човек. Еве да те прашам тебе први малку нешто со 2-3 збора. Колку веќе долго го знаеме Ацо од дамнешни времења, но дали можеш да се сетиш колку долго си вака во музичката фела со гитарата? Прво да ви кажам, ја многу години не сум појавен вака на телевизија, не сум се појавил. Па еве прилика, јас знам дека си заслужил да се појавиш. Ова беше повод за се појавам и нешто да се освири, да се запее заедно. Така. Ацо, ти си еден многу скромен човек и скромноста е таа што те красти, а скромноста е привилегија за продуховените луѓе, така ли е, Вики? Така е. Да, и затоа ние вака добри луѓе се дружиме. Ацо, еве да те слушнеме со една твоја омилена песна. Со нешто омилено. Можеш и да ни запееш, бидејќи убаво пееш, можеш и да ни отсвириш, како сакаш. Како жолта роза ноќе мириса, твојата сијана коса, Кристинко, милно како зора која изгрева. Името е твое, Кристинко, таа боја што ја има маслинка, има твоите очи, Кристинко. Како тешка болест да ме притиска, кога не си тука, Кристинко. Како таа боја што има маслинка, има твоите очи, Кристинко. Како тешка болест да ме притиска, кога не си тука, Кристинко. Браво, браво. Браво. Навистина ми е драго. Има една песна кога Вики, кога се дружиме на тие нашите дружби, често си ја пееме и така Ацо убаво не прати. И еве, бидејќи во моите емисии гостите и си пеат, јас би сакала по овој повод да ја запееме песната на Гоце Николовски, Серенадата. Еве вака, сите тројца да пееме, Вики, може ли? Да, јас ќе пеам, да. Еве, Ацо ќе не прати, ајде, Ацо.
И в каноке сите спият, само ние двајцата не. Јас и мојата гитара по твоето пенџере. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Тивко свирам за да можеш да ме чуеш само ти. Колку љубам ке ти кажат моите звучни акорди. Ако čuješ, mila moja, neka svetne penđere, jas ke vidam sreken mila, kako da si kraj mene. Tivko sviram za da možeš da me čuješ samo ti. Kolku ljubam ke ti kažat moite zvučni akordi. Tivko sviram za da možeš da me čuješ samo ti. Kolku ljubam ke ti kažat moite zvučni akordi. Ova moja serenada tebe ti ja daruvam. Miren son i dobra noć, mila ti poželuvam. Tivko sviram sada možeš da me čuješ samo ti. Kolku ljubam ke ti kažat moite zvučni akordi. Tivko sviram sada možeš da me čuješ samo ti. Kolku ljubam ke ti kažat moite zvučni akordi. Kolku ljubam ke ti kažat moite zvučni akordi. Aco ti благодарам, Вики ти благодарам. Преубаво, мислам дека беше убаво. Ете, тоа е љубовта која се споделува. Значи, љубовта е радост. Таа не може да остане внатре во нас. Таа се искажува, таа се дели, да ја осетат, се шири. Таа енергија, љубовта е најмагичната енергија, така ли Вики? Така е. Е, тоа е магијата, кога луѓето би сватиле дека најголемата магија на светот и на се што постои е љубовта, тогаш би било се полесно, Вики. Се полесно, така ли е? Стравот ги оковува луѓето, а љубовта ги ослободува. Ги ослободува. Така. И луѓето имаат многу стравови, а не знаат дека ако малку повеќе се загледаат во себе, ако дзирнат во себе, ако ја пронедат љубовта, стравот многу лесно ќе го надминат. Многу лесно. Вики, ајде пак да читаме од твоите прекрасни песни, затоа што времето полека ќе почне да не гази, а јас сакам да прочиташ се она што си замислила да го прочиташ. Лидија, македонката. Жена силна сум. Македонка сум. Од неверници не се плашам. На зловерни не подклекнувам. На уцени и рани пеколни. Крв се пролева. Земјата натопена. Очите пресушиле. Солза не капнале. Апостол, овде повикав. Чемери бол када откорне, благословена рака да подаде.
Светост меѓу народ да посее, молитвата ме воскресна, благословот ме нахрани, на колена клекнав, Свет Дух в душа прифатив, крстот врака го земав, со усни го целивав. Христијанка станав, со вера храм созидав, со надеж срце заробив, со љубов ви дарив. Јас, Лидија Македонката, се раѓам и умирам. Преку Тебе, Боже, постојам. Твоето страдање го болувам. Живот само Тебе Ти положувам. Браво! Прекрасно! Прекрасно! Вики, навистина човек кога те слуша не може да не му затрепери срцето, затоа што љубовта навистина прави чуда. За Лидија, јас ми се чини дека не сум слушнала побава песна. Не сум слушнала навистина. И кога е поготово излеано од срцето на една жена како што си ти. Благодарам. Мораме да прозборуваме и за нешто многу важно, а тоа е благодарноста. Јас знам дека ти си жена која што има голема благодарност пред се кон Бога и пред се кон сите они околу тебе, кои што со било што ситно ќе ти покажат, ќе ти возвратат и дури и за оние кои што нема да ти возвратат. Да. Токму сега ќе почнам со ова последното. Затоа што кога идам во црква, Да. секогаш првата свеќа си ја палам за Бог. Потоа палам за Македонија. Так. Потоа палам за сите пријатели и за сите непријатели. Так. Нека ми се живи и здрави. И тие. Јас не знам дали имам. Сигурно имам. Меѓутоа, кога имаме внатре е љубов, кога љубовта ни е поголема од се друго, па и не може толку многу да ги приметуваме. Они се неприметни. Што е омразата, една честичка, кога имаме љубов во себе и кога сакаме да ја подариме, и кога Бог е оној што подарува на целото човештво љубов, на целиот свет, па зашто ние да не можеме, барем тие што не обкружуваат, да им покажеме Вики, за љубовта. Јас морам да прочитам, бидејќи во твоите книги на илустрациите имаш исто така многу убави секогаш. мисли кажано. И еве во контекст на ова ќе прочитам една убава мисла. Не ја продавајте душата за ситни работи, ќе го изгубите својот пат, а крајот од тој пат ќе биде едно големо ништо. Така е.